civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. По серијата успешни панел дискусии и конференции и за други активности кои се поврзани со нашиот мониторинг на процесот на спроведување на пописот, доаѓаме и во Гостивар, место кое е омилено за нас, на нашата проектна мапа. Многу често ова општина ни пружа топло гостопримство, одлична соработка, благодарение на градоначалникот, на советниците и на институциите овде на локално ниво. Ви благодариме за тоа уште еднаш. Ние денеска ќе зборуваме во наредните 60 на минути, можеби и нешто малку повеќе, на тема попис, статистика, а не политика. За жал имавме 8 потврдени соговорнички и соговорници, од кои во овој момент можам да констатирам дека имаме 4 соговорници, и тоа господин Арбен Тарабари, градоначалник на Гостивар, господин Бесим Мемеди, председател на Советот на општина Гостивар, господин Зоран Ангелов, координатор на советничката група на СДСМ, и на онлайн врската го имаме и господин Маријан Силјановски, кој е советник во општина Гостивар и е заедно со нас онлайн на Zoom линк, со оглед на тоа што се работи за медицинско лице ангажирано во брзата помош на Гостивар. Прво му благодариме што е со нас денеска, а се разбира и да предупредиме дека можно е да треба да замине соодветно на неговата благородна служба која ја има во позивот. Овде имаме уште еден доктор, кој е исто така градоначалникот и се разбира председателот, господин Мемеди, е исто така доктор. Ви благодариме со оглед и на вашите обврски како луѓе на општината, како први луѓе на општината, но и како медицински лица кои одвојувате време и после работното време што се вели да се видите со нас. Јас би почнал веднаш со господинот Таравари, со соодветно на овој на наслов на нашата панел дискусија, статистика, а не политика. Видовме во изминатиот период низа аргументи про et контра. На една претходна панел дискусија председателот односно координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН во Штип изнесе низа критики кои се однесуваа на спроведувањето на пописот. Меѓутоа, во крајна линија тој апелираше и да се спроведат пописот да се спроведе на што е можно по-професионален начин. Исто така во комуникација со нашите сограѓанки и сограѓани, голем број од нив се јавуваат во цивил и не прашуваат загрижени за своето здравје, што можат да направат, бидејќи не сакаат да го бойкотираат пописот, меѓутоа сакаат и да се заштитат здравствено. Ние веќе подготвуваме информации за на тоа прашање, како одговор на тоа прашање, се разбира може и овде на самиот почеток да кажеме дека известени сме од Државниот завод за статистика дека постои можноста луѓето и надвор да се попишуваат пред вратата, во дворчето или дури и пред зградата во деновите на пописот, кога ќе дое попишувачот на нивната врата. Но, да се вратиме на главното. Пописот е статистичка операција. Меѓутоа, истовремено видовме многу политизирање. Што, господине Таравари, вие како градоначалник на Гостивар, меѓутоа еден од лидерите на голема политичка партија, парламентарна, што мислите, кои се мотивите кои стојат зад противењето против пописот? Видовме една мала политичка партија, дури повика и отворено на бойкот, поголемата опозицијска
партија повика на потписи, на собирање потписи. Што вие мислите? Кои се мотивите да се одложи, односно спречи пописот, се разбира кое е значењето на пописот за вас како градоначалник на една општина, на локална? Добро, Џабир, пред се благодарам на Цивил за повторно што доаѓате, за тоа што повторно доаѓате во Гостивар. Секако секогаш добро дојдени. Благодарам. И мило ни е да со вас за било што разговараме, генерално за разни теми кои што се битни и важни за државата. И благодарам и на советниците, и на Маријан, и на Бесим, и на Зоран, сите што се тука. Поради пандемијата нормално не можевме да бидеме повеќе представници од Советот, може би од невладините организации, иако гледам некои од невладини има. Така да, јас ќе почнам прво како граѓанин на општина Гостивар, како Арбен Таравари. Мислам дека државата Република Северна Македонија мора да има попис и добро е да има попис, бидејќи од 2002 година веќе после тоа немало друг попис, иако 2011 година се мислеше и почнаа подготовките, меѓутоа се уште не се разјаснети причините зошто тогаш беше стопиран тој процес, иако беа направени огромни трошоци, ако не се лажам, милиони евра, неколку милиони евра. Меѓутоа повторно мислам дека и тогаш беше грешка што се стопира процесот на попишување и повторно ако дојдеме во таква ситуација да не се спроведе пописот, мислам дека тоа е загуба за целото општество. За сите нас како граѓани нема да имаме основни податоци кои што и веќе ги немаме или ги имаме од 2002 година. Како градоначалник многу ми е битно да го имаме пописот, значи тоа да се спроведе, бидејќи имаме училишта, имаме градинки, имаме одредени планови за улици и патишта, канализации, водоводи кои што треба да се планира да се спроведат во идниот период, меѓутоа ни треба да видиме, да се преброиме, да видиме до каде сме. Уште колку градинки треба за општината, колку жители има во селата и во населбите во Гостивар, како треба да се планира за понатаму организирањето на училиштата, дали одредени училишта кои што функционираат во селата низ Гостивар, а веќе се за жал села во кои што живеат 100, 200, 300 граѓани или има 5 ученици и 15 наставници или 3 ученици и 10 наставници, да планираме подобро тие деца барем да не учат 3, 4, 5 и 6 оделение заедно, туку да дојдат таму кај што има конкуренција, тоа е блиску до градот, 2, 3, 5, 6 километри, помалку ќе не кошта тие да патуваат отколку да плаќаме голем број на наставници кои што се приморани за жал да одржат настава со 3, 4, 5 генерации заедно, значи зборам за оделенија 3, 4, 5 и не е нормално еден наставник да одржи на пример математика заедно за 3, 4 и 5 оделение. И ако планираме и ако можеме тие деца да ги донесеме да учат во училишта кај што ќе има конкуренција, кај што ќе се социализираат и со другите деца, нормално ефектот за понатамошниот нивен едукативен развој е многу битен. Затоа јас инсистирам и лобираме на големо, дури како градоначалник побарав и од местните заедници да бидат ангажирани максимално во правец на поддршка на пописот, значи да се попишуваат сите луѓе кои што живеат таму, за да имаме нормално на крајот на краиштата пописот не е политика, туку е математика. На крај треба да видиме колку жители има секаде, каква е структурата, каква е структурата и по старост, и по пол, и по етничка припадност, иако тоа е последно битно, најмалку важно. Меѓутоа, добро е да знаеме да ги планираме работите. Друга работа, сега ќе зборам и како генерален секретар на Алијансата за албанците, ние нели од почеток имавме одредени забелешки во законот за попишување. Зошто имавме? Затоа што тоа се донесе некако многу на брзина. Без некако во потесни кругови на луѓе, без тоа да биде јавно, без да се остави тоа да се дискутира, нели законот за попишување треба да се донесе барем 6 месеци, така и по закон, 6 месеци пред да се одржи пописот. Меѓутоа, за жал овде се донесе, ако не се жалам, некаде во средина на јануари, што е 2-3 месеци пред
одржување на самиот попис. Ние за пописот, за законот за попис, како политичка партија имавме и одредени амандмани, кои што нормално беа конструктивни, за да на крај добиеме стварно тоа што не интересира. Математика со точни бројки. И имавме одредени критики како политичка партија за методологијата, нели, кога се изгласа законот за попишување, се уште не беше објавена методологијата. И ние побаравме заедно со законот да биде во парламент и методологијата, за да биде јасно на сите, да нема никакви дилеми дека некој има некаква игра во целата оваа математичка операција. После тоа се донесе и методологијата и таму имате одредени забелешки, меѓутоа како и да е. Многу подобро ќе беше да биде законот донесен со консензус и така го гледам тој закон, дека треба да се донесе со апсолутен консензус. Сега постојат политички партии и ќе постојат кои што секогаш мислат спротивно на тоа што огромното мнозинство го мисли и тоа е легитимно и нема ништо лошо во тоа. Меѓутоа ја мислам дека поголемите политички партии нема да обструираат и ќе тече оваа како што треба. Дури памтите пратениците на Алијансата за албанците беа заедно со и коалицијата заедно со Алтернатива, беа тие што го направија гласовите 62 да бидат во парламентот, се со цел би велам. За нас многу е битно на крајот математичката операција да биде точна и да ни даде одредени индикатори како ќе се развие општеството, општините, здравството, образованието и секој сегмент од секојдневното живење. Сега сме веќе почна попишувањето на тие кои што се нерезиденти во Република Северна Македонија. Повторно нормално комуницираме и со нашите сограѓани кои што живеат надвор од Македонија и повторно нон-стоп имаме одредени забелешки кои што генерално се во нефункционирање или со дефекти во функционирањето на системот. Нормално како политичка партија институционално и како општина ги известуваме и институциите, пред се Заводот за статистика, дека би требало одредени работи да се поправат, се со цел ви велам на крај математиката да биде како што треба, што пообјективна. Се надевам дека до крајот на месецот завршува регистрацијата на нерезидентните, иако бројките што ги добивам утрово што ги земам се разочарувачки. Мислам дека има многу мал интерес од нашите сограѓани кои што работат, привремено работат и живеат во странство. Се регистрира многу мал број од нив. Ние како политичка партија организиравме и нашите одржувачите, да речам, кои што живеат надвор од државата, да ги мотивираат за да се регистрираат што повеќе луѓе. Ви велам секогаш на крај да имаме бројки кои што се релевантни, со кои што ќе можеме да планираме иднина заедно. Друга работа која што е многу битна е започнувањето на физичкото регистрација, односно попишување, кое што треба да започне за околу 2,5 недели од 1 април. Јас се надевам дека ние како општинска администрација веќе кажавме дека сме тука за секаква соработка и веќе соработуваме интензивно со Заводот за статистика на Република Македонија. Функционираме, сме и стоиме да бидеме full support за се што треба. Се надевам така ќе продолжи до крајот на попишувањето, кога е планирано 21 април. Ја повторно ја користам и оваа можност да ги повикам сите граѓани, било што живеат или не живеат во Македонија, или тие што работат надворот и живеат надворот Македонија, и тие да го искористат, да ја искористат можноста, бидејќи целата оваа операција има една добра цел, а тоа е да видиме и да бидеме што по-предпазливи и да колку по-рационално и по-добро планираме за идните 10 години. Искрено, многу сум оптимист и се надевам дека ова е последен попис кој што во Македонија ќе се изведува физички. Се надевам од 2031 да се изведува така како што се изведува во повеќето европски држави, кога им треба попис, на секои 6 месеци ги активираат сите бази на податоци и го изведуваат пописот и ги имаат бројките. Се надевам и кај нас во блиска иднина барем следниот попис да биде таков и да не
потрошиме толкава енергија да не се политизираме. Има вие кажавте господин Дерала дека постојат одредени мали политички партии можеби што ќе повикаат на бојкот. Ја мислам дека нема да влијае нешто на резултатот, меѓутоа повторно ако ги изанализирате што е целта што нема да повикаат да не се попишуваат одредени луѓе, што ќе постигнат со тоа, не знам и не можам да објаснам, освен што можат да добијат одредени политички поени, ете дека се патриоти, меѓутоа и тоа некако не поминува веќе во народот, не веруваат во такви флоскули и јас ги повикувам и тие имаат време повторно да си поразмислат поубаво и за нивните деца, ако не за нив, да ги повикаат сите и нивни членови, симпатизери, сограѓани, роднини да се попишуваат, бидејќи еднаш на 10 години се случува ваква операција. Не би сакал повеќе да должам, да им оставиме малце простори на нашите советници да зборуваат. Ако има нешто, тука сум и јас, повторно можам да се вклучам и евентуално да разјасниме уште нешто ако има останат. Да, господин Мемеди и Ангелов, јас би ве замолил ако може да му дадеме предност и на вашиот колега Маријан Силјановски со оглед на ситуацијата во која се наоѓа и дека е на онлайн врска, па додека го имаме овде да го слушнеме неговото мислење. Господин Силјановски, мојот впечаток е, нашиот би рекол впечаток е дека ВМРО ДПМН е партијата од која доаѓате вие, не се противи на пописот, напротив, ја поддржува идејата да се направи попис, меѓутоа низа забелешки упати во изминатиот период, почна со собирање подписи, не знам, можеби вие можете да ми кажете повеќе до каде е таа постапка, но исто така во целиот овој период имаме и многу политизација на пописот, кој всушност е статистичка операција, потребна за развојот на земјата и на локално и на национално ниво. Можете ли да ни ги образложите мотивите, односно причините поради кои вие изнесувате забелешки на тема попис, а се разбира и да ги прокоментирате состојбите на политизација и повикување на бојкот. Кои се мотивите за повикување на бојкот на пописот? Се разбира, не од ваша страна, да не се разбереме погрешно. Тука има две прашања всушност. Повелете. Добар ден, ви благодарам првично на поканата за да присуствуваме на панел дискусија. Поздрав до сите присутни соговорници. Вака, значи, се сложувам ви со претходно, значи, со граначалникот Арвен Тарвари и со сите останати дека пописот ни е сушинско значење, дека е потребно да се спроведе, затоа што имаше еден обид во 2011 неуспешен за попис и пописот секако дека ни е повеќе од потребен. Единствено што не се сложуваме, значи, е тоа за да се одложи овој попис е од здравствена гледна точка, значи пошто јас сум здравствено лице и веројатно се сложат и другите, дека пописот во моментов од здравствена гледна точка не би требало да се изврши, затоа што сме во егна пандемија, бројките секојдневно растат и мислам дека во овој период дека не би требало да се одржи, бидејќи и други поразвиени соседни земји кои што требаше да спроведат попис, се откажаа со тоа, го пролонгираа за есен или за следната година, и поради тоа сметам дека во овој период кој што е наложен за да се спроведе пописот, не би требало да се изврши со некоја пролонгација во есен или следната година пролет. Како што кажавте, значи ние собираме граѓански потписи кои што бројката беше преку 100.000. Со тоа докажавме дека голем број од населението се сложува со нас дека овој попис во овој момент не би требало да се изврши поради таа причина која што ја наложи од здравствена гледна точка.
попис секако нас ни е потребен од сите тие и началникот кажа, значи од која гледна точка ни е потребен за сето тоа суштинско значење и одвивање на сето тоа што треба за едно нормално општество да функционира. Меѓутоа поради тоа кој што кажав и претходно, сметам дека треба да се пролонгира. Ние секако не сме за бојкот на изборите, бидејќи тие за бојкот на пописот, бидејќи тој ни е потребен. Законот кој што се донесе за попис, како што кажа градоначалникот, се донесе многу брзо и во скратена постапка, кој што требаше да се донесе со консензус на сите политички партии, со дебата, со дискусија на сите чинители, и за да биде тоа така како што треба, значи требаше да се офатат и мислење на повеќе структури и политички партии и стручни лица. ВМРО ДПМН како политичка партија, значи имаше предложено 40 амандмани за овој закон кои што беа одбиени, значи од собранието. Сега, значи од тоа сметам дека така пописот поради тоа требаше значи да се случи, можеби, но и тој закон да се среди со соработка од сите политички партии, значи со заеднички консензус, и за да биде така да се изврши како што треба, да не се исполитизира, бидејќи пописот, како што кажавме, математичка операција, не статистичка операција, не политичка, да не биде политизирана, за да биде така, значи мораше да бидат вклучени сите структури политички и стручни лица кои што се одговорни. Да, ви благодарам. Дали можеби вие ги собиравте подписите, само уште едно прашање, и во Гостивар или? Да. Имаше значи неколку локации, неколку дена се одвиваше акцијата на собирање подписи. Значи се беше на градскиот плоштад и на други локации. Одзивот беше голем, како што кажав, значи преку 100.000 подписи се собра за сите тие акции на ниво на цела држава на Република Македонија. Значи имаше секако и во Гостивар и во сите останати места. Значи одзивот беше голем, како што кажавме, со тоа се покажа дека граѓаните се сложуваат со нас, дека треба да се пописот да се одржи, но да се пролонгира во соодветно време, кои би имале соодветни услови за тоа да се реализира. Бидејќи сме во ек на пандемија, сметаме дека со физичко присуство сето тоа нема да се изврши така како што би требало да се изврши, туку не би биле тие бројки реални како што треба да биде. Лани имавме избори во ек на пандемија, па тоа помина доста коректно, би рекол, со максимално почитување. Сега можам да го кажам тоа бидејќи ние ги мониторираме изборните процеси. Прилично ниска бројка, би рекол, дури занемарлива, ако се согласат моите колешки и колеги кои се тука, на случаи во кои не се почитува мерките. Не мислите ли дека можеби пописот, ние немаме не повеќе од половина година времето кога се одржа и кога имаме добро искуство од тоа, од изборите во поглед на ковид мерките за заштита, зошто не би било тоа и сега случај со пописот? Изборите, значи излезеноста беше таа бројка која што беше излезено, значи сепак сметам дека пописот би било малку поинаква операција, затоа што тие попишувачи кои што читат во домовите на граѓаните на Република Македонија, одреден број, значи, од тие луѓе кои што при избори сите тие не излегле, а вака при попис, значи сите тие мора да бидат посетени од одредена бројка на група на попишувачи, така што мислам дека тука би било малку контактот физички поголем отколку при избори. Значи при избори можеби да не граѓаните да не излезат да гласат затоа што се плашат или од друг аспект, а вака кога би биле дома, попишувачите секако ќе ги посетат, така што би имал некој физички контакт поголем и поголема би била веројатноста да дојде до некои несакани последици.
Со други зборови, вашите забелешки се исклучиво од здравствена природа, а не од политичка. Така. Значи од тоа гледна точка, значи од здравствена гледна точка не се сложуваме со сето тоа, мада имаше како што кажав и низа пропусти во односување на законот, меѓутоа првично од здравствена гледна точка не се сложуваме поради тоа, иначе како што кажа пописот ни е повеќе од потребен за сето тоа што си го носи со тие сите бенефити, меѓутоа сметам дека во овој период сега кога што е донесен периодот за попишување не е соодветен, бидејќи стварно сме више пак навлегуваме да речам во некој нов бран на новозаразени, лицата, граѓаните се, значи вакцинацијата касни, како што и тоа може да напоменам, значи и тука малку пропуст со вакцините и сметам дека не е моментот баш сега во овој период да се изврши пописот. Иначе дека сме за попис, тоа е секако дека сме повеќе од да. Ви благодарам, се надевам дека ќе имате време да останете со нас до крај, што ќе значи дека немат граѓанките и граѓаните на Костивар нема да имаат потреба од ваши интервенции, да бидат живи и здрави. Јас би сакал да го замолам господин Ангелов, бидејќи тука сте непосредно веднаш еден подруг во поглед на оваа тема, се разбира на спротивставените страни. Можете ли вие да ја изнесете аргументацијата и во светлина на новите информации дека може да се попишуваат луѓето и надвор од своите станови и така натаму. Дали се согласувате со вашиот колега од ВМРО-ДПМН? Добар ден на сите. Поздрав до представниците на Цивил. Мило ми е што се организира една ваква расправа денеска. Да образложиме зашто би требало да се спроведе пописот во април месец. Македонија на почеток мора да спроведе попис, бидејќи неговото одложување ќе значи уривање на угледот на државата. Во сите развиени земји пописот се одржува на десетина години отприлика, на секои 10 години. Кај нас пописот не е направен скоро 20 години. 2002 беше последниот попис. Зашто е значајно да се одржи попис? Значи, без попис не можеме да имаме успешни политики, било која влада нема да има успешни политики во економија, во енергетика, инфраструктура, здравство, социјала, за руралниот и регионалниот развој и во земјоделието. Значи, не можеме да имаме ние развој доколку немаме да знаеме со што располагаме, односно колку е бројот на граѓаните во државата. И многу значајно е за пописот, за успешно завршениот попис, ќе добиеме еден реален избирачки список. Пописот е статистичка операција, вистина сложена, меѓутоа статистичка операција и не сме на овој попис и на било кој попис да му се даде политичка конотација. Пописот ќе ни даде одговор на тоа колку луѓе живеат во нашава држава, колку се одселени, односно, како што имаме, колку се во странство повеќе од 12 месеци. За жал, одселувањето на младите кадри, на младите луѓе од оваа држава е големо. За жал, и ние тука треба да знаеме, значи, колку се одселени од оваа држава, претежно се млади луѓе, на која возраст се и образованието нивно, да го видиме. Добро е што во графата за етничка припадност секој граѓанин ќе се попише според своето лично убедување. Пописот е најобемен извор на податоци за население, домаќинства, семејства и живеалишти. Во последниот извештај на Европската комисија беше истакнат фактот дека пописот на население во нашата држава не е направен 20 години. И тие има истакна потреба од попис кој е издигнато на ниво на препорака од Европската комисија и од Советот на Европа за да се одржи
пописот. Се надевам на успешно спроведен попис со почитување на сите мерки кои што ќе ги предложи Комисијата за Заразни болести. заразни болести и сите ќе морат да се придржуваат кон тие мерки. Се надевам дека нема да се прават обструкции за пописот и тука би апелирал на масовно попишување на граѓаните на Гостивар и на граѓаните на цела држава, како и на оние што се, за жал, надвор од нашата држава. Господин Мемеде, вие како председател на Советот на општина Гостивар, што мислите, дали гостиварчанки и гостиварчани ќе се одзват на поканата да се попишат, дали ќе биде тоа еден процес во кој нема да има понатамошни политизации во денеска па во наредниот период, и дека луѓето ќе ја сватат потребата од попис. Како ги чувствувате вака своите сограѓанки и сограѓани, можеби преку реакциите во Советот, бидејќи тука се сепак представниците на луѓето кои живеат овде и се разбира оние кои потекнуваат од овде се во странство. Дали мислите дека ова ќе биде мирен процес сепак, иако имаше турбуленции на почеток? Добар ден на сите. Благодарам за цивил, благодарам за поканата. Јас не знаев дека ќе имам излагање, али сум во тек со процесите и затоа мојот говор ќе го делам на 3 дела. Првиот дел изгласување за пописот, вториот дел политичкиот аспект и третиот дел зашто спаѓам јас во таа група со началникот и со колегата Маријан здравствена едукација, значи здравствениот дел. Првиот дел се вклуча од кога се изгласа дека законот дека ќе има попис во Северна Република Македонија. Јас сум во иста линија со градоначалникот и така спаѓаме во иста партија и нема многу да се доаѓам, само че изјаснам моето искуство кое имам со граѓаните кои живеат привремено во странство, од кога почна кампањата за значи првиот дел пописот во странство и внатре во државата. Првиот дел граѓаните што живеат странство почна да не контактират и беше навистина многу еуфорично првиот аспект и мислам дека ќе успеат многу брзо. Али како што рече градоначалникот, после испадна дека бројката навистина не е многу од кога очекувавме и ние навистина како политичка партија, како представници на политичка партија многу помагаме во овој аспект да има успех во пописот кај нашите граѓани што живеат привремено во странство. Пописот во Република Македонија ние, да бидам искрен, од кога се изгласа дека ќе има попис, имаме 2 состаници во Советот на Гостивар и како изјаснате вие дека има представници од сите националности, значи има представници од турските партии и од македонските партии, имаме еден представник од ромските партии. Да видим искрен, не сме говореле и не сме имали таква точка во Советот, зашто Советот нема таква ингеренција, али ветувам дека следниот пат кога ќе имаме состанок, можеби за време на пауза ќе дебатираме со нашите колеги. И имате, мислам дека постои општинска пописна комисија каде што можеби. Да. Ова е првиот дел, зашто сме во иста линија со началникот, значи не треба многу да се изложам. Вториот аспект, политички аспект, вториот дел. Од политички аспект јас припаѓам во партија на Алијанса за албанците, значи ние го поддржуваме овој попис и впечаток ми е дека ќе успее Македонија да се реализира овој попис. Третиот аспект, здравствениот дел, како што рече колегата Маријан, тој има право дека се случува зголемување на бројките на COVID-19, али ако гледаме дека кога се изгласа законот, тогаш навистина Македонија беше во време на вториот бран на пандемијата, да се рече условно. Сега гледам има зголемување на бројките, значи се случува да влеземе во третиот бран, можеби. Се согласувам со колегата Маријан. Не се согласувам дека треба ние да бойкотираме, значи треба пак да ги мотивираме луѓето да присустват или да се
да се реализира овој попис, али по строги протоколни мерки. Јас како лекар, зашто спаѓам во тој професионален аспект, би предложил значи кога да се посетат, ќе имаме ние, ќе има сигурно представа кој е позитивен од COVID-19, значи по тие куќи, по тие станови да се оди со навистини превентивни медицински мерки. Значи овие се три аспекти што сакав да ги изјаснам. И како што реков на почеток, значи сваѓам во иста политичка партија и не сакам. Благодарам. Вака како здравствени лица, се разбира вие како граѓанин, можете да ми кажете од 1 до 5 колку ќе бидат безбедни овие активности? Колку ќе биде безбеден во здравствена смисла на зборот попис? Тројка, јас сега сум во средина и затоа. Вие, господин Маријан Силјановски? Јас мислам дека тука близу дното, Може да го ниско, слушнеме? ниско. Уште еднаш да ја Мислам дека од здравствен аспект дека ниско ќе биде број најмала бројка. Не знам колку би било изводливо и колку би било ризично, затоа што тие попишувачи кои што ќе присуствуваат, кои што ќе одат група, тие како прво нема да бидат информирани толку каде кои семејства ќе одат, дали тие се позитивни, дали се суспектни на COVID-19 или во која здравствена состојба се. Значи ќе бидат и тие ќе бидат изложени и луѓето кои што ќе одат, значи ќе биде заедно тоа изложеност и ризик за двете групи кои што и попишувачите и населението. Мислам дека ниско ќе биде нивото. Оценката, не ја фативме оценката од почеток, значи од 1 до 5 која оценка ја давате? Најниска оценка. Значи единица ја давате. Добро, а вие, господин Ангелов? Па добро, јас не сум медицинско лице, така да макар што ова е непознаница и за вашиот впечаток сите, за целата медицина е непознаница овој ковид вирус што е. Јас се надевам, искрено оценка не можем да дадам, меѓутоа искрено се надевам дека Комисијата за заразни болести пред да почне пописот ќе даде прецизни насоки како треба да постапуваат луѓето кои што ќе одат да попишуваат, како и семејствата кои што ќе бидат посетени, како да се заштитат. Се надевам на точни прецизни мерки каде што максимално ќе можеме да се направи заштита. Инаку секојдневно ние и на работа кога одиме, и совет кога држиме, и кога ќе се видиме со луѓе, значи ние сме стално под некој ризик дека можеме да добиеме ковид. Така да се надевам на најголем дека ќе се не се надевам, туку сигурен сум дека ќе се внимава на безбедноста, а Комисијата за здравство ќе донесе за заразни болести ќе донесе посебни протоколи каде веројатно како што ќе се извршува пописот како да се заштитиме максимално. Докторе, вие каква оценка ќе ми Ја би дадете? сакал да дадам 5, ама мислам како Бесим, тројка е добра. Ако поминеме со тројка, мислам дека е добро. Па да, тројка се вели добар. Јас би сакал да привршуваме со оглед на Иван навршето драгоцено време, а секако и времето на нашите гледачки и гледачи, би сакал да ве поканам да во кратки црти да искоментирате една ваква гласина, би рекол, или пораки кои се пуштаат во јавноста, на социјалните мрежи, па дури и на некои од медиумите, дека или може да провеен изјавите, дека всушност се работи за попис кој е договорен меѓу албанците и СДСМ да се напумпа бројката на албанците во нашата земја. Кратко и јасно да ви го раскажам, знаете какви се варијации кружат во јавноста и на социјалните мрежи. Што ќе речете вие на ова? Како коментирате? Повелете, докторе Таравари. Значи, ние во партијата имаме аналитички центар и статистиката е наука.
Значи не е нешто што можеме да се договориме. Ние како аналитички центар земавме сите општини во Македонија и ги анализиравме со морталитет и наталитет и со природен прираст. И ги имаме бројките, ви велам наука е, не можете 2 и 2 да биде 5 или 3. Се знае дека е 4. И во статистички операции или математички операции не може да се направи никогаш никаков договор. Бројките се реални и тврдоглави и да сакаме ја и Зоран да направиме, не можеме 2 и 2 да ги направиме 5 да бидат или 3, мораме 4. Така да вакви шпекулации се неприфатливи, можеби кај некого може и да помине, меѓутоа генерално ви велам, тоа е експлицитна наука статистиката и ни на крај памет не ни паѓа да се договараме. Значи ова не е работа на договарање, туку е работа на планирање. Значи уште еднаш пописот не е политика, туку е математика. И со тоа треба да се затворат сите шпекулации и дилеми. Инаку за бројките некој ви кажува и одредени бројки, толку ќе излезат албанци, толку македонци, толку турци. Видете да немаше уставна категорија на која што ние инсистираме како политичка партија, тие 20% да не беа, ја мислам не ни требаше ни да направиме дали се албанци, македонци, турци или роми. Воопшто не е ни битно тоа. Може би на општинско ниво по јазикот што го зборат, ја знаеме како да ги планираме училишта. Меѓутоа, причината што вака се политизира, една од причините, е тоа тие 20% кои што постојат во уставот, се надевам што побрзо да се тргне и да се релаксираме и да живееме како луѓе, да не помислуваме дека еден народ е процент, туку еден народ е сонарод со кој што живееме заедно и ќе живее. Сме живеели и ќе живееме. Благодарам за овие и толкувањето на секакви пораките. Дали би сакал некој да го искоментира ова? Дали има некакви други побуди таквата порака? Повелете, Ангелов. Значи, напомнав уште на почетокот дека пописот е сложена статистичка операција. И за жал во оваа држава, во нашава држава Република Македонија, му се дава политичка конотација. Значи, ова е нешто што мора да се направи, што се прави во сите развиени земји. Мораме да знаеме, за да се развиеме како држава, како општина, што кажа градоначалникот, ние мораме да видиме колку сме и колку живееме. И спрема тоа да се направат сите после развојни програми што се. Некој велат дека СДСМ се договара со албанците да го напумпа бројот на албанците кои живеат овде за да добијат, односно да ги задржат правата што ги. А за жал, ви кажав дека од све се прави политика, а и вие имате дека пописот е демократија, а не е само етничка бројка. Значи не е битно кој колку е и што е. Дајте да видиме луѓе, да се видиме колку живееме во оваа држава, во овој град и да почнеме да трнеме, да одиме напред. Затоа што ни се оцелуваат луѓе. Одат млади луѓе, одат. Кадри стручни ни одат, каде што овде се школуваат и ние ги губиме тие кадри. Каде што државата вложува во нив и ние ги губиме тие кадри. И за жал, ќе повторам, во Гостиварската болница има недостиг на доктори. За жал, нема луѓе стручни инженери, мислам, електроинженери, со компјутерски науки што се бават, машински инженери. За жал, таа е реалноста. Дајте да го направиме пописот и да оставиме политиката на страна. Од нешто што е нормално во секоја држава, една статичка операција што се прави, ние правиме политика, од све живо правиме политика. Политиката ќе дојдат избори, ќе тераме политика. Дајте ова да го завршиме како што треба. Дали може би господин Силјановски има што да каже, само еден момент да ве слушнеме. Па да, на кратко јас би кажал нешто во врска со тоа. Како што кажам, значи пописот е стратешка операција и се надеваме дека ќе се спроведе така, значи во овој период сеете пошто е предложено тоа да се спроведе, дека ќе се спроведе така како што треба, демократски и ќе се добие реална бројка статистички и математички. Политичка конотација, како што кажа и другите колеги, значи се дава на секоја тема, да речем, се дава, така и на пописот се дава политичка конотација. Сведоци сме, значи, по социјални мрежи, по медиуми, дека се калкулира со бројки, на наместени бројки,
договори, преговори во врска со тоа. Сега искрено јас толку и не сум навлезен да можам да точно потврдам тоа, значи се шпекулира, се останува дека е една шпекулација дека е тоа. Се надевам дека не е тоа така и дека овој попис ќе се спроведе така како што е по закон предложено и дека ќе имаме реална бројка на граѓани што ќе се попишат, бидејќи таа секако ни е нужна и потребна, повеќе од потребен овој попис и таа бројка. И се надам дека ќе се добие реална бројка, дека ќе се изеде така како што треба, без политичка конотација, за да може се тоа што кажа претходни колеги за понатамошно функционирање и на општините, и на државата, и на албанците и СДСМ. Дали има? Еве, сите се надеваме дека тоа ќе биде професионална. Меѓутоа, што мислите вие, еве и во партијата или вие лично? Дали има некој договор меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН? И албанците се извинуваат. Па не, мене ме прашувате, така? Дали мислите дека сепак има некој, дали може би има вистина во тоа што се зборува дека има договор меѓу СДСМ и албанците, за албанците да излезат поголема бројка на пописот? Па сега не знам точно не знам 50-50. Не знам како така јас сум на воздржано негде, не знам точно што ви кажам, мислам воздржано. Бил сум воздржан. Господин Менди, дали сте се договориле со македонците, односно со СДСМ да бидат албанците поголеми? Не сакам многу да зборувам, бидејќи граначалникот многу добро ја изнеси како наука, статистика, значи 2 и 2 се 4, да не се повторам како началникот, али Алијансата за албанците, зашто приѓам во таа политичка партија, ви ветувам дека нема договор со никого. Значи имаме договор само со граѓаните и ги мотивираме да се подпишува, да се направи, да се успее овој попис. Значи освен ова нема никаков договор со никого. Значи нас не е битно реална бројка. И јас зашто имам многу искуство со тие, особено тие што се во странство, и можеби цела седмица ме прашат првиот пат кога излезе. Ние не избираме и каква мотивација, значи само нашата политичка припадност. Тие мислат дека ако се регистрираат таму, ако се допишуваат, ако се реализира пописот, ќе спаѓаат во нашата политичка партија. Ние им објасниме кратко и јасно дека ова е за доброто на нашата држава, за доброто на народот, што живее. Како што рече колегата Зоран, и така ни избега многу народ од нашите краишта, па затоа можеби овој попис ќе го смени малкото нешто. Па, да се надеваме дека навистина, ако ништо друго, барем ќе придонесе кон развојот на политиките и на практиките на локално и на национално ниво. Господо Таравари, Мемеди, Ангелов и Силјановски, јас си благодарам за учеството во денешната панел дискусија, попис, статистика, а не политика. Ви благодарам за вашите искрени, конкретни одговори и се разбира за пораките што ги упативте во наредниот период, во наредните неколку дена. Сите ваши зборови, сите ваши изјави и пораки ќе бидат емитувани на медиумската платформа на Цивил, на македонски, албански и англиски јазик. Можам да кажам дека можеме да се пофалиме со голема бројка читателки и читатели во диаспората, така што ова што вие денеска го говоревте овде ќе допре до голем број луѓе и надвор од нашата земја. Уште еднаш ви благодарам и за гостопримството и за учеството. Благодарам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.